одговорите. Тоа кажу, тоа што се случи. Водата е виновник директорката или општината. Тоа нас сите ни интересира за да знаеме каде да бараме ние помош. Затоа што водиме ли директорката, немаме помош. Доаѓаме кај вас, немаме помош. Да го питаме премиерот, сигурно ќе ни помогне. Верни ги министрите. Значи, училиштата, ја не може политички да стапувате. Значи, општината не е политика. Така, ќе одбегнеме се. Општината не е надлежна. Политика на 24 деца не се прави. Училиштата е под надлежност на општината. Тоа што се случува во училиштата си е под надлежност на училиштата. И тоа треба да се знае јасно да не за овој директор, за ова директор, за училиште, за сите училишта. И не може кога ќе се случи нешто општината и така натаму. Тоа е тоа. И сега ќе се презема одговорноста. Без разлика на позадината, без разлика на се. Јас сум на ваше место и се презема одговорноста. Не е битно кој е директор. Не сте битни вие ни јас. Ако се случило ова во училиштето што е од катастрофални размери, ќе преземе одговорноста. Јасно и гласно и точка. Тоа што го началник да му каже, значи дел од нас не сме на сака, значи нити не интересираат која партија, збориме за деца кои што се дома, кои што се дома, кои се јави се деца, значи не ме интересира кој тоа е здраво. Децата немаат храна 20 дена, минатата година нема децата храна или цел месец. Може да имаме во класот 3 години, ја збориме значи дезинфекција, дертизација, жутица, значи чиве тој проблем. Значи не ме интересира, сакаме да ми се решат проблемите, значи тоа е целата работа. Имаме промена на учителката, значи повторно имаме промена на учителката, значи тоа се проблеми кои ще не пакираат, реално. Се повторуваат. Како да се опредни училиште се почнат? Зашто другите не? Па тоа е. Јас знам не може вие да прашувате на општината за средства за хигиена. Значи во сите ама сега вие се јас се прекинам. Вие имате конкретен проблем и тоа е тоа. иначе вие рековте дека вие имате доволно вода за учениците што ги чекате, може јас да кажам вие кажавте дека јас ви го поставиш ова, може да го кажам, јас ви го поставив тоа да вас прашање на своите за родители. Вие кажавте дека таа точка не би е ставена под ред на програмата за буџетот, за планскиот буџет на наредната година, немате доволно вие средства за тоа да го вметнете, но ќе се потрудите, ќе се потрудите во наредната година да го вметнете за да го доставите до општината да тоа да ви го одредат. Првенствено ви беа битни електронските табли. Јас ви реков, колку години ова училиште работи со кредит, така? Јас сум учела тука, сите ние имаме деца и сме завршиле. Колку години наназад учиме со кредит? Немаме храна, немаме вода, па си електронските табли. Не, тоа ви го поставив на нас, тоа ви го поставив. Јас ви реков зошто да плаќаме. Јас ви го поставив. Ние потекнавме во моментите за Вие заградите. Немојте да елементарна работа директорке. Немојте часникот јасно да дојдов и кој го информиравте дека во тоалетите немаме врати се почува. Чии средства се микро да началникот. Наши средства се Сите училишта се функционираат. за градите сами да се ги обезбедивме. Ама затоа што моравте кај да повецате. Молам директорке, речам према ваша работа да се врши правилно функцијата, достави. Да, јас. Доставише вие правилно. Во јануар месец 2 недели ги ги носевме децата. Ајде да слушаме. Понатаму Значи се апсолутно сте во право, вознемирени сте. Сите сме родители, да разберам. Сакам да ве замолам дали имате училна да влеземе сите. ајде дојдете во нашата атмосфера. Без камери да седнеме, сакам да се разговараме. Зашто без камери ме молам, ние сме тука спремни. Нема што да криеме. Нема, ние не криеме ништо, ние не сме политички определени. Јас не сакам да се политички. Треба да се договориме, имаме проблем. Во случајот најмалку треба политика, имаме проблем, значи кој што треба да го решиме, кој што има влијание на децата. И ја ве разбирам, и целиот ваш гнев го разбирам, и сите нас овде да не обвините, во право сте веќе се работи за вашите деца. Значи сакам да ви кажам, дајте да седнеме да видиме што е проблемот, затоа што мора да се реши
по овие услови не може да продолжи. Министерот за здравство Висевен ќе го затвори овој дел од училиштето и нема да функционира додека не го разрешиме, а не сакам да излезе било кој да се обвинува, посебно не пред камери. Посебно не затоа што ако треба да зборуваме пред камери, ќе треба да излезе дека нешто политички треба да се обвинуваме, а прашање се деца. Јавноста значи мора да знае. Значи еднашка политика мора да се застане на страна. Само извинете. Дека зборуваме значи само во интерес на децата. Ништо друго. Значи ништо друго. Извинете, пред да дадете вие директор, уште еднаш ќе ја прашам. Ве молам, одговорете ни пред цела македонска јавност. Со што вие како директорка ќе излезете на 11 октомври и ќе кажете во тоа што ќе го читате, со што се гордеете во училиштето? Дека немаме вода и дека пола деца ни се болни, дека немаме храна, дека немаме во казанчиња вода, дека прошлата година, да ви кажам само, деца веднаш за Велик ден, за базар имате на друго, собираат пари, со тие пари што се собрани од родителите, сакаат да купат проектор за училиштето, само малку тишина. И помало родители иритирани од таа работа не ги пуштија деца да учествуваат на тие пазари. Втора работа вчера што извинете малку само. Добро, ајде седне. Каде Прво детето треба дома да не тука да го донесете и да го користите за лични потреби.